Почитувани, голем поздрав до сите вас кои што во моментов следите Здраво Македонија на Канал 5 телевизија. Во продолжение ќе зборувам со Ленка Угриновска, која што е членка на Сдруженијето Хоуп. Инаку Хоуп е Сдружение за помош и поддршка на лица со афазија. Со какви предизвици се соочуваат овие лица и колку се на број во Македонија, се разбира кои се најчестите прашања кои што стигнуваат токму во ова Сдружение, ќе дознаеме во продолжение. Ленка, добро утро. Добро утро. Пред се ви благодарам што сме ваши гости на оваа емисија и верувам дека дадеме свој придонес за да се подигне свесноста за оваа појава, за афазијата, истовремено и искуството и предизвиците со кои се соочуваат овие лица со афазија и нивните семејства. Можеме ли за почеток да објасниме накратко што е афазија? Афазија е состојба, не е болест. Се јавува, тоа е некомуникативност, се јавува обично после мозочно ударење, која повреда на мозокот и луѓето не можат да зборуваат. Значи, може да легнете навечер и да станете забари да не умеете да зборете. Јас за оваа состојба разбрав преку нашата основачка на ова Сдружение Мирјана Марковска и искрено и болеста на познатиот глумец Брус Вилис и сватив колку е ранлива оваа група и колку е тешко на лицата со афазија. Во Македонија и воопшто во светот ги има во светот 2 милиона, извинете, а во Македонија не околу од 5 до 10.000 лица со афазија. Каква поддршка има потребна на овие лица? Еве сите ние кои што не сме информирани за оваа состојба и утре ќе сретнеме некој на улица буквално, на кој начин можеме да му помогнеме, да му придеме, што можеме да сториме за него? Видите, во Македонија многу е мала свесност за оваа болест. Извинете, не е болест, состојба. И луѓето кои што ја имаат оваа состојба не се насочени, не знаат да се снајдат затоа што немаме систем, немаме протоколи за оваа болест, за оваа состојба. Јас од она што во ова време осознав е дека дури и во медицината нема протокол меѓу неурохирургијата или неурологот и Центарот за логопедија за да им се помогне на овие луѓе. Луѓето после мозочен удар одат дома и не знаат дека може со медицинска помош со логопед повторно да си го вратат зборот, бидејќи стварно е многу тешко да живееш, да знаеш, да чувствуваш, да имаш мисли и љубов, а да не можеш да ги искажеш. Да. Кои се најчистите прашања кои што доаѓаат до ова Сдружение од лицата кои што имаат состојбата афазија? Па најчесто бараат како да им се помогне медицински. Ние ги упатуваме до Центарот за логопедија, кој што за жал има многу малку вработени лица и кои што не можат на сите да им помогнат и мораат тие да се изложат на финансиски трошкови и приватно тоа да го работат. Токму тука ние сакаме да помогнеме како Сдружение за помош и поддршка на афазијата, потоа ги социализираме, бидејќи за нив е важно да влезат повторно во живот, да влезат повторно да го живеат животот подостоинствено, а за тоа им треба социализација, им треба, значи има и други алтернативни начини да можат да зборуваат преку цртање, преку пеење, преку дигитални алатки, социализација и сето тоа ние им го пласираме и на тие што прашуваат и сакаат помош за оваа нивна состојба. Може ли да споделиме некои успешни приказни на корисници во вашето Сдружение? Па јас немам поголемо искуство од нашата основачка на Сдруженијето за помош и поддршка на лицата со афазија. Значи, Мирјана е еден човек лидер, била и претходно успешна во својата професија, реномиран адвокат, со 15 вработени. Неа ударот ја затекна на само 48 години и она со голема самомотивираност, со голема самопочит, самодоверба, волја. За неа секој ден бојно поле. Значи, секој ден се бори, збор по збор, буква по буква, чекор по чекор, да си го подобри животот и повторно да се вклучи во општеството. Јас секому ќе го препорачам на сите лица со афазија да ја следат како Мирјана, како нивна инспирација, како може повторно да живеат. Можеме ли за афазијата да кажеме дека се лекува?
Афазијата треба да, значи не можам да го потребам зборот да лекува, затоа што е тоа состојба. Значи со упорност, со волја, секој ден, буква по буква, збор по збор, може да. Мирјана е многу напредна и меѓутоа за жал имаше втори мозочен удар, повторно се врати во таа состојба, но сега повторно се враќа и јас сум воодушевена од нејзината храброст, за нејзината волја за живот и за повторно да биде она што беше. Може, со работа, со волја, со упорност се подобрува животот. Госпоѓа Еленка, за самиот крај, за сите оние кои што не гледаат и можеби познаваат некој или лично тие поминуваат низ оваа состојба, што ќе им порачате? Како ќе ги охрабрите, се разбира доколку се затворени во себе и мислат дека повеќе нема надеж? Никогаш да не се откажуваат. Животот е убав. Штета, мислам, една голема мото на нашата Мирјана е животот е чудо и надежта последно умира, што стои така позади нас на овој банер, да веруваат во себе, да веруваат дека може да го достигнат и невозможното ако се упорни и ако се мотивирани да си го подобрат животот. Ви благодарам многу за овој убав разговор и благодарам во име на сите кои што во моментов го гледаат овој прилог, за сите она кои што го правите за овие лица. Па верувам дека и ние на овој начин ја почнуваме и нашата кампања, која што неодамна ја промовиравме. Сакаме Сдруженијето се залага да се отвори еден центар за рехабилитација во Скопје и имаме наша платформа отворивме, каде што сите лица кои што сакаат да помогнат на оваа ранлива група на граѓани, да донираат средства и воедно да помогнат, да им дадат надеж дека може да живеат како што треба. Ви благодарам уште еднаш. И вас ви благодарам.